По повод големиот христијански празник Водици, традиционално по 20 пат се одржа манифестацијата Пифтијада 2022 во организација на Сдруженијето на граѓани Мултимедијален центар Карпино. На манифестацијата, која се одржа во ресторан Грација, учествуваа неколку домаќинки кои подготвија пифтии. Почнавме со едно 20 здруженија во градот, ја направивме првата пифтијада во ресторан Грација. Тогаш беше влез Тањир пифти, Влајко си беше на Златибор, ние му ја земавме сала. И следната година исто нешто така направивме, веќе трета година официјално регистрирано Мултимедијален центар Карпино си ја почна пифтијада. Многу помина години, многу такмичења, ние се такмичевме, истовремено се најдовме после четврта година со пифтијада од Руменка. Па бевме гости, таму се такмичевме и нашите членови некаде 5-6 поред години освоја златни медали. Ја работевме 2 дена, која ги варевме питијете, па после имавме навечер убава манифестација со многу гости на 400, со карти, со продавање. Па се сеќавате на она пифтија за Гинис, за жал тогашно раководство немаше слух и немавме пари, инаке ќе бевме прва општина која ќе влезеше во Македонија во Гинисова книга. После влегоа, не знам, Сиричино, Прилепсо и така натаму, ама ќе се запометеше дека општина Куманово, тоа е пифтијада или пифтија, ќе беше прв Гинисов рекорд. Како и да е, следната година беше Самуилова пифтија. И тоа исто така добро помина, како што знаеше, 2,5 метри на 2,5 метри, околу 300 кила, 8 луѓе не може да изнесат, над 800 порции и така натаму. На крај да дојдеме на едно оваков костур, што значи еднодневно, во неколку часа да можеме да ја изгураме и финансиски, а и во недостаток на други ресурси да можеме да ја изгураме. Јубилеот е голем, 20 години пифтијада, а 30 години држава. Пифтијадата е една традиција која што се негува во Куманово. Јас најпрви сакам да се заблагодарам на управниот одбор и на сите луѓе од Мултимедијалниот центар Карпино, кои што се одважија да ја организираат оваа манифестација, а исто така и на сите учеснички на оваа манифестација, бидејќи исклучувајќи го Влајко, претежно сите се дами кои што се надпреваруваат. Учесничките, но и представниците на стручното жири, кое ги оценуваше пифтиите, потенцираа дека е важен начинот на подготовка. Најубави пифтии биваат кога да има коски и да има, например, коска, опашка, увце, од нешто глава и така, за да има желе. Така. И се вари на тихо, за да не обеле. Она треба да е бистра. И кога се налие, не се долива вода друга. И кога ќе се сварат, тоа се варат можда 7-8 сата, зависи да биде уво. И после маснотијата се извади и се распореди, тоа е разцепка се. Сега за вкус се става лукче и солца. Све друго што ставиш, одмah добива друг вкус. Многу години кога ги подготвуваш, па и не е толку тешко. Знае се да се измијат убаво, да се сварат повише време, да се варат, да се очисти месото од коски, се стават водата, некогаш се утне работава, не се фатат убаво, ама веćinom, ја, например, како сум домаќинка 50 години, секоја година правам. Само една година бев на операција, не правев, иначе секоја година ми е тоа традиција. Годинешни кумови на манифестацијата се Сдруженијето на чевлари Куманово.